Што за вас представуваат медиумските слободи и слободата на изразување воопшто? И двете категории зависат од општествените услови. Не можете да имате слободно изразување или слободни медиуми без општествено или заради ова зависи од многу социолошки услови, ниво на образование, ниво на сваќање на општеството за тоа што го правите. Значи и овие двете категории се поврзани, двете се поврзани со тоа од општествените услови во кои вие живеете и делувате. Значи без едно слободно општество не можете вие да имате слободни медиуми. Значи двете категории се поврзани едното со другото. На кој начин вие како новинар придонесувате или можете да придонесете во борбата за слободни медиуми? Ние немаме магично стапче. Како што реков, и слободата на медиумите зависи од општествените услови во кои делувате као медиум, као новинари и као општество на краева. Значи, не можете да имате слободни медиуми без слободно општество која нема предрасуди, која е отворена без тие демократски капацитети кои ги имаат западните општества и неслучајно таму имаме и послободни медиуми, и послободно општество, и слобода на говор се на завидно ниво. Кажете ми, дали досега сте се соочиле со притисоци од политички, од бизнис центри на моќ и како се справувате со истите? Во класична смисла притисокот не постои, како што беше порано на почетоците на 90-тите или на минатиот систем. Меѓутоа постои тој софистициран притисок, јас кој го викам на притисок, пошто ние сите знаеме дека медиумите не можат да го избегнуваат тие општествени услови во кои живееме, таа подгледност на тие услови. Значи зависат медиумите. Како што реков, постои некоја софистицирана форма на вкусови на кои медиумите им подгледнуваат, било тоа да е политички или да се на бизнис интереси, за жал. Кои се вашите препораки во контекст на борбата за слободни медиуми? За жал, ние после осамостојувањето глумиме решенија за медиумската фела воопшто и носиме адхок решенија. Според моје мислење, треба систематски да му се пристапи на проблемот и треба преку јавни дебати, не тоа да се носи за некој договор или за нечии интереси. На овој проблем, пошто ние имаме закони парцијални кои не го решаваат проблемот на медиумите, новинарите или медиумските работници. За жал, овие решенија секогаш се носени во контекст на некои политички услови, а не за медиумите. Секогаш се донесени решенија за други или новинарите не се консултирани на завидно ниво, преку јавни дебати, да се слушнаат мислењата на сопствениците, на новинарите. Значи, да подлечам, треба систематски да му се пристапи на проблемот ако сакаме да имаме слободни и независни медиуми.